Ја гледате емисијата 60 минути на исток и во неја следниот наш соговорник е релативно млад човек. Сите се чувствуваме млади, но навистина следниот гостин Трајче Стојчевски е студент 19-20 години. Трајче, добре дојде во емисијата 60 минути на исток. Во најавата реков дека понекогаш ќе сретнам некој од пријатели помлади вака, па ќе речат многу малку имате минутажа за младите и решивме ајде сега да одвоиме простор за младите да кажат. Бидејќи се занимаваш со младинското движење и со проблемите на младите, што е тоа што во момент можеме да го издвоиме како круцијален недостаток за младите, да речеме, она што е, така е, говоревме пред малку за активностите на универзитетот, но јас ќе зборам од друга страна, она што е најбаналното, што е спортот. Што е тоа што им недостасува на младите во Штип, а е врзано за спортот и спортските дисциплини? Најпрво, добар ден, благодарност до вас за можноста да учествувам во вашата емисија, поздрав до вас и до гледачите. Како што рековте, младите најчесто се соочуваат со проблеми од спортот, културата, образованието. Еве конкретно за спортот. Штип како центар на Источна Македонија е град каде што имаме многу таленти, кои што немаат доволно можности каде да го искажат својот талент. Значи, бараме или сакаме од локалната самоуправа или оние кои што се надлежни за спортот да се формираат повеќе младински клубови каде што нашиот помладок, конкретно во спортот, ќе може да се докаже, да ги па и понатаму да унапредува, да ги брани и боите и на репрезентацијата и со тоа што и ние и тие ќе се гордее. Штип има млади талентирани спортисти, јас би го издвоил само Емил Павлов, нели, каратистот. Предпоставам дека тоа треба да биде за пример за резултати, но предпоставам дека треба да биде пример и за тоа дека треба да се поддржуваат младите спортисти. Да. Емил Павлов е пример како треба еден спортист да се однесува. Тој е пример и како треба еден спортист да вежба напорно, да вложува во тоа што тој го знае. Ако направиме ретроспектива и се вратиме наназад, можеме да се пофалиме дека во Штип Емил Павлов е еден од најдобрите спортисти и е одлик на градот. Така е, се сложувам со констатацијата. Спортот, велат е производ на духот. Колку младите реално во Штип се обидуваат да ги решат адекватно проблемите што ги тиштат, без оглед на ваква политичка провиненција или друга политичка провиненција. Проблемите на младите се проблеми на сите. Како што кажавте, проблемите на младите се општо проблеми на сите. Ние во Штип имаме, да кажам, Совет на млади, кој што е формиран веќе 2009 година и како тело кое што ќе ги представува младите, требаше да биде тело кое што со своји представници ќе бара решенија за проблемите во Советот на старите. Јас искрено жалам што Советот на млади е неажурен, е летаргичен во овој дел. Значи, никакви побарувања од Советот на стари, со само некои песни, стиготворби, со формирање на... Сметате дека Советот на младите се маргинализира сам себе си со тоа што не учествува во адекватно креирање на политиките кои треба да придонесат младите да живеат подобро во Штип? Сметам дека Советот на млади недобро си ја води својата работа, бидејќи, еве, ако се навратиме наназад, може да забележиме дека подолг период се без седница, немаат никакви побарувања од старите, немаат од Советот на стари, од градоначалникот, од локалната самоуправа, за она што им е потребно на младите. Во Штип конкретно имаме пример каде што фудбалер на првиот тим на фудбалскиот клуб Брегалница се повреди во надпревар каде што ги бранеше боите на фудбалскиот клуб Брегалница, а локалната самоуправа му одговори токму на спротивен начин, односно не му даде парични средства за подмирување на својата повреда. Советот на млади, вака како што е поставен, сметате дека не работи добро и што е тоа што треба да се направи со Советот да работи добро? Дали е формализиран, маргинализиран, не знам како да ги посочуваме работи, заради тоа што Советот е тој што треба да носи
некакви политички решенија во смисла и да ги понуди на Советот на општината кога треба да се усвои некаква програма од која треба младите да имаат корист во животот во Штип. Да, како што кажав на почетокот, Советот на млади е група која што треба да ги представува проблемите, желбите и решенијата на младите во Советот на општината Штип. Јас мислам дека од круцијална важност е почесно состанување на Советот на млади, повеќе седници, повеќе разговарање и дебати со младите, каде што од таму ќе можеме да ги дознаеме проблемите, нивните барања и решенијата, дали без разлика дали во сферата на спортот, во сферата на културата или во сферата на образованието, но неопходно е поажурно действување на Советот на млади. Јас искрено жалам што Советот на млади денес функционира како еден партиски клон на општината и действува по нечија партиска надлежба. Кога говориме и за Советот и за сите млади, имате ли Советот, има ли стратегија, некако да се најде солуција, па и сите други, сега не говорим, Советот на младите може би е институција во која треба младите да се формализираат и конкретизираат своите барања. Да. Но имаме ли стратегија во смисла да се откријат сите проблеми кои се од круцијално значење за младите во Штип? Па имаме стратегија. Мислам дека формирање на повеќе дебати, без разлика дали дебатата ќе биде каде што ќе присуствуваат повеќе средношколци, ќе биде на тема образованието, каде младите се гледаат понатаму, дали ќе биде на тема каде што студентите ќе можат да ги кажат своите проблеми или без разлика било кој млади да можат да го кажат јавно своето мислење, да побараат помош од Советот на млади како надлежен орган, а потоа тој Совет на млади да во корелација со советничката група на општина Штип да најдат едно заедничко решение кој што ќе помогне на младите. Почестите состаноци, почестите средби со млади, почестите диалози и дебати ќе доведат до подобар резултат и подобрување во секоја сфера на општеството. Минатата година, ако не се лажам, во време Штип го потресува протести на младите во образовната сфера, особено околу екстерното тестирање и мисли, че тоа беше. Сега, се решија ли дел од тие проблеми на младите кои учат во средните училишта во смисла на екстерното тестирање? Што е клучниот проблем во образованието и младите? Видете вака, да, точно. Минатата година се случија неколку протести кои што главно беа за државната матура и за екстерното тестирање. Дел од проблемот се реши, но дел остана да тлее и понатаму. Екстерното тестирање години наназад покажа дека е еден проект кој што паѓа во вода. Зошто? Затоа што тоа е проект на начин на казнување и оценување на професорите и наставниците и заплашување на учениците. Ние бараме да се направи проект каде што ќе се провери нашето знаење, но не со закани, не со уцени, не со притисоци. Напротив, со стимулирање, со унапредување и со можност ние да го искажеме нашето знаење. Мислам дека екстерното тестирање нотира една оцена, која што таа оцена не може да го опише нашиот труд, нашето знаење низ текот на целата година. Не можеме да знаеме ние дали еден ученик може подобро да се изрази усмено или писмено. Мислам дека екстерното тестирање е од неопходна важност да се укине, затоа што тоа е, како што кажав, проект каде што се омаловажуваат професорите и наставниците и каде што се заплашуваат учениците. Вие лани завршивте средно образование според годините, сега сте студент. Студент. Студирате тука? Студирам во Штип на економскиот факултет. И како одат студиите гледано од младинска перспектива, така да кажеме, не од тоа дека треба да генерално треба да се научи да се завршат студиите. Има ли некои посебни потешкоти во пристапот на студирањето? Видете вака. Сите ние добро знаеме дека Штип е центар на истокот и е универзитетски град, место каде што секојдневно минуваат студенти, престојуваат, остануваат и заминуваат. Добро знаеме дека високото образование и се соочуваме со тоа дека високото образование е на многу ниско ниво. Во длабок колапс не само во Штип, туку и во сите студентски градови во Република Македонија. Еве да почнеме од дисперзираните студии. Дисперзираните студии се студии кои што им овозможија на многу челници, представници од власта да се здобијат со титули магистри, доктори на науки,
а не даваат никаков фидбек. Исто така, не можам да не потенцирам за практичната настава без разлика на кој факултет се работи. Мора да се зголеми практичната настава или така наречените вежби, затоа што и покрај теоријата на нас студентите, за да се усовршиме во областа во која што сме се запишале, мора да имаме и пракса. Има неколку мерки кои што би го подобриле ова. Тоа е неколку месечна пракса за време на студиите или непосредно по завршувањето на студиите, која што ќе биде со некој паричен надоместок како стимулација на студентот да се устручува во областа во која што ја почна. Има ли, кога говориме за ова се идеи кои предпоставам дека ги знаат и на универзитетот, бидејќи пред некој ден разговарав со проректор за настава Кирил Барбарев и тој има некакви слични. Сте разговарали ли генерално со ректоратот да се промени нешто во таа смисла? Ова практична настава станува збор за факултети кои се од така техничка варијанта, каде што може студентите во текот на праксата и да заработат по некој денар, бидејќи тоа е пракса и во западноевропските држави. Сте разговарали со ректоратот на ваква тема? За жал не сме имале никаква можност да разговараме. Може би моите претходни генерации, бидејќи јас сум студент на прва година, ова што би се рекол бруцош. Да, што би се рекол почетник. Јас лично или некој од моите студенти врсници не сме имале можност да разговараме со некој надлежно лице од универзитетот за тоа како би се подобрило во делот на практичната настава, па и општо во високото образование. Што би Ако не сте разговарали со ректоратот, што е со асоциацијата на студентите, така наречено студентски парламент, некоја студиска асоциација која треба да се грижи за интересот на студентите? Еве ова ќе направиме на паралела со Советот за млади. Исто, и студентскиот парламент бараме да биде во целосна автономија, да биде департизиран и да работи во интерес на студентите. Ние бевме сведоци дека председателот на студентскиот парламент се однесувал толку неодговорно, толку некомпетентно и направил многу големи грешки што така што функцијата ја користел за своја лично збогатување. Заради тоа доби кривична прива, сега да не говориме, но оно што е колку сега говориме за студентското движење, бидејќи неспорно како човек, млад човек, студент се грижи за тоа како ќе тече наставата, но и како ќе му биде организиран целиот тој процес. Се обидувате ли студентскиот пленум да го или парламент да го мотивирате? Видете, повторно. За оглед колку малку е времето од процесот на студирањето во овој момент. Повторно ќе кажам, не сум многу упатен со студентскиот парламент и со студентскиот пленум, бидејќи сум прва година на факултет, но од личните искуства кои што можев да ги видам, знам дека студентите се ќе можат да се изборат за она што навистина го сакаат. Еве, лани покрај средношколските протести постоја и студентски протести за наводно воведувањето на екстерното тестирање и во високото образование. Студентите покажаа и докажаа дека тие се оние кои што најдобро знаат што е добро, што е лошо за нивното образование и нивниот процес на образование. И затоа бараме автономија. Автономија значи никакво мешање на Министерството за образование и наука, на Биро за развој и на Биро за развој на образование, никакво мешање во внатрешноста на факултетите, во тоа кој ќе биде вработен, како ќе тече наставата. Сака да кажете, ви треба автономија за да се носи одлуки, онака како што треба во автономијата. Тоа е процес кој се решава кога, како, со повеќе или со помал успех. Но младите не е само тоа што ги тангира. Особено младите забележуваат, да речеме, дека не им е добро осмислен културно-забавниот живот или она што се вели култура. Колку според тоа што го имаш како сознание, е веродостојно ова што кажувам дека најмногу забелешки паѓаат на животот, на културата, на уметноста, на она што се нарекува забава понекогаш. За жал, Штип како центар на истокот, културните настани се веќе одамна застанати. Единствена културна манифестација која што е така поголема е Макфест, за која што со секоја наредна година интересот на граѓаните опаѓа. Овде не можам, а повторно да не ја спомнам улогата или
лошо одиграната улога на Советот на млади како главен орган кој што треба да ги представува, па еве и треба да организира некои културни настани, настани кои што ќе бидат главно за младите. Ние во Штип имаме установа која што се вика Дом на млади, но ако погледнеме и ако се навратиме наназад, веќе некој голем период немаме ништо организирано, без разлика дали од Совет на млади или од некои други. Што е нужно? Кој треба да го покрене тој механизам? Не е само Советот е име и презиме. Претпоставам дека младите, како и се друго во државата, исполитизирано и исполаризирано, па не може да се соочат со тоа дека тој им паѓа на нивен грб, дека на крајот на криштата за животот на младите треба најмногу да се борат младите. Па да, и затоа и јас сум денес овде и затоа сме присуствували на многу работи кај што ќе можеме да го искажеме нашето јавно мислење. Ние младите се бориме, но за жал испартизираното општество е тоа што ни наметнува да подлегнеме на тоа што тие ќе ни го кажат или ќе ни го... Завршувајќи го наш разговор, 20-тината минути ни истекуваат, мора да прашам што е тоа што размислува Трајче Стојчевски, како би требало да се формализира, да се најде солуција за сите решенија на младите да имаат, ако ништо друго, барем пристојна иднина. Не совршена, туку пристојна иднина, заради тоа што најголем дел од младите се тие што бегаат од државата. Тоа што јас го размислувам како подобрување на животот на младите или покачување на стандардот на младите е најпрво пристојни вработувања. 585.000 иселувања, од кои што најголем дел се млади, е факт кој што добро покажува дека во нашата држава не се вработуваат млади, не се стимулираат млади, не се користи нивниот капацитет овде во нашата држава. Ние мора да се избориме, или нашата власт, нашите надлежни, државата мора да се избори да тоа младите останат и го градат животот овде во Република Македонија. Младите се соочуваат со проблеми во секоја сфера, во образованието, во здравството, културата, спортот, некаде повеќе, некаде помалку. Вработувањата, претпоставам, се дел од... Вработувањата се најголемиот дел со кој што се соочуваат младите и затоа решаваат да ја напуштат земјата и своето екзистенционално прашање да го решаваат во далеку поразвиените земји. Не секој млад има желба, има визија да се вработи во јавна администрација. Имаме многу млади капацитетни граѓани кои што можат да основаат своји бизниси, понатаму да се градат како бизнисмени, како менаџери, како луѓе кои што ќе овозможуваат нови вработувања, па затоа мислам дека неопходно е вложување во домашните инвестиции, а се помалку вложување во странските инвестиции. Ке заврши Трајче Стојчевски економија. Каде се гледа себе си? Па ако вака продолжи, ако овој концепт вака продолжи, јас не се гледам во оваа држава, за жал. Како и многу други. Да, како и многу мои другари кои што се гледаме на Skype, се слушаме преку Viber, така натаму и така натаму. За жал. За жал. Трајче ти благодарам што беше гост, што му помуабетивме малку за проблемите, ќе оставиме простор, нели, да видиме што ќе се случува, па повторно ќе говориме за младите, нема да ги забраваме заради тоа што тоа е еднината на оваа држава. Во секој случај, ако забораваме на младите, забораваме на еднината. Благодарам за учество во емисијата 60 минути на исток. Благодарам. Емитуваме комерцијални пораки.